Денес во Музејот на град Неготино, во рамките на еден проект во кој што се вклучени Македонија, Србија и Хрватска, се случува еден интересен напад, појадок со новинарите во рамките на сето тоа, Драгана Митровиќ од мрежата Сојуз за младинска работа. Сојуз за младинска работа, тоа е национална мрежа, нели? Да, национална мрежа на организација помагувачи на младинска работа во Македонија. И да ни објасните конкретно што се случува конкретно денес. Денешниот настан е замислен како појадок за новинари, со намера да презентираме примерно резултати од истражување кое што го работевме за работа со млади, односно младите, нивните потреби и видливоста на програмите за програмите за млади во областа на култура. Значи колку младите ги има, колку учествуваат и колку всушност кои се нивните потреби за да може во иднина да се планира нешто, она кое што е. Зошто го правевме тоа истражување е примерно бидејќи очигледно е во сите три држави има многу малку истражување кои што се однесуваат на областа култура и самата национална стратегија за култура потенцира дека има многу малку податоци на национално ниво кај нас и така партнерите кои што се собраа во овој проект кој што го нарековме The Melting Pot, немаме превод бидејќи сметаме како микс тенџере на сите култури на овие сите настани и значи The Melting Pot е регионален проект кој што го спроведуваат 6 организации од кои што 3 се мрежи на младински работници или организации понудувачи за младинска работа и 3 се институции од областа на културата. Кај нас тоа се Сојузот за младинска работа од една страна и Музејот на град Неготино од друга страна. Спроведовме низа активности во рамки на проектот, меѓутоа ќе се задржиме повеќе на истражувањето и резултатите од истражувањето. Она кое сметаме дека ќе биде од особена корист е дека ова истражување ќе помогне на културните институции, организации кои работат во областа на култура, независната културна сцена да можат да планираат во иднина малку по-сериозно во однос на вклучувањето на младите и тоа од сите три аспекти. Еден од тие е вклученост на младите како учесници во процесите на креирање на програми, во процеси на носење одлуки, односно да се прашаат тие што они сакаат да гледаат, односно на кој начин сакаат да бидат вклучени. Како прво би сакала да кажам дека ни е чест и задоволство Музеј на град Неготино како институција од област на култура е дел од овој меѓународен проект во кој што се вклучени 3 држави во 2 институции, тоа е институција од област на култура и институции или сојузи кои што се поврзани со млади. Значи, поентата на овој меѓународен проект е поврзување на младите со културата. Проектот трае веќе од март минатата година, веќе е при крај и се завршните работи, во тек се завршните работи и кои што ве повикавме медиумите да се направи една презентација на целиот овој проект, целта негова и суштината на проектот. Инаку учеството на Музеј на град Неготино е тоа што во текот на оваа година 4 месеци од крајот на јануари до средината на мај се одржува едукативни работилници кои што ги реализираше истражувач Ѓорѓе Лазов и со учество на млади, 15 луѓе младинци и кои што си ги работеа своите активности во тие едукативни работилници. Јас уште еднаш ми представува, сакам да кажам дека ми представува стварно чест и задоволство што Музеј на град Неготино е една институција која што е представник и учесник во овој меѓународен проект. Ни кажавте дека на 15 септември ќе имате виртуелно поврзување со останатите центри, мене беше на Нови Сад и Загреб, ако не се лажам. Да, на 15 септември во план е да има јавување во живо, виртуелно јавување, кај што ќе учествуваат сите институции кои што се учесници на овој проект. Од Македонија се Сојуз на млади, Сојуз за младински работници и Музеј на град Неготино, од Србија се Галерија Матица Српска и Напор,
Тоа е една асоциација која што воедно е и носител на овој меѓународен проект. Сакам да од Хрватска се уште две институции од област на млади ММХ или млади хрватска нешта и уште една институција од област на работа со млади. А сакам да напоменам дека минатата година бевме 2 пати на истражување во Нови Сад, каде што беа посетени институции кои што работат како младински институции и работа со млади, а всушност тоа беа стари градби, преадаптирани во едни центри за работа со млади. Бензинска пумпа ДМД Оил.